ова издание. Со 5 милиони случаи на COVID-19 во САД, председателот ќе земе работите во своји раце. Прашањето дали да се гласа по пошта или не станува централна тема во политичката дебата во пресрет на изборите во САД. Изложба на мозаици во Охрид ја подигнува свеста за заштита од коронавирусот, но и за градење оптимистички поглед на светот. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анита Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Директорот на Светската здравствена организација изјави дека статистиката за пандемијата на коронавирусот открива голема болка и страдања, како што светот се движи кон 20 милиони заразени и 750.000 починати. Зборувајќи на брифинг во Женева, тој рече дека и покрај ова тешко време за светот, сепак има знаци на надеж во секоја држава, дека не е предоцна вирусот да се стави под контрола. Глобалните пазари пораснаа во понеделникот откако председателот Доналд Трамп потпиша неколку извршни одлуки чија цел е продолжување на финансиската помош за многу американци погодени од корона кризата. Министерката за правда на Либан даде оставка и стана третиот министер што го напушта кабинетот поминато неделната експлозија во Бејрут. Светските лидери, вклучително и председателот Доналд Трамп, повикаа на независна и кредибилна истрага за експлозијата во која загинаа најмалку 158 луѓе. Како ќе се гласа на председателските избори во Соединетите Американски држави? Поради коронавирусот, се повеќе сојузни држави размислуваат за гласање по пошта наместо лично, но американскиот председател Трамп вели дека ова отвора ризик од изборни измами и неизвестност околу резултатите. Некои њујоркчани и покрај заканата од коронавирус се охрабрија и лично гласаа на демократските примарни избори во јуни. Но многумина гласаа по пошта, препловувајќи го неподготвениот изборен систем. 6 недели подоцна, резултатите од изборите во некои области се уште не се објавени. Председателот Трамп во повеќе наврати предупреди дека ако државите се потпрат на гласање по пошта на ноемвриските председателски избори ќе се случат исти одлагања. Нема да ги знаете изборните резултати со недели, месеци, можеби и години. Можеби никогаш нема да го знаете изборниот резултат. Затоа сум загрижен. Тоа ќе биде лажирано. Официјални представници велат дека измами со гласањето во САД се исклучително ретки дури во услови на гласање по пошта. Повеќето од државите дозволуваат гласање по пошта, но оваа година многу од нив очекуваат дека ќе биде потребно дополнително време за да се избројат големиот број гласачки ливчиња за време на пандемија. Нема да биде прв пат да дојде до одлагање на изборните резултати во САД. Контроверзната одлука во 2000-та од изборната трка меѓу Ал Гор и Џорџ Буш беше одложена повеќе од 1 месец поради пребројувањето во Флорида. Престојните ноемвриски избори би можеле да бидат уште поконтроверзни. Се наоѓаме во хиперполаризирана атмосфера. И секој случај каде кандидат тврди дека се случува нешто во позадина е проблем. Големиот проблем не е тоа што ќе биде една држава како Флорида. Мислам дека ќе бидат 3 или 4, можеби дури и 5 држави, каде ќе биде потребна дополнителна недела. Додека Трамп ги повлече неговите сугестии дека изборите треба да бидат одложени, тој продолжи да изразува се повеќе сомнеш во врска со гласањето по пошта. Тој може да тврди, како што веќе сугерираше, дека има измама со гласањето по пошта и ќе се обиде да прогласи победа. Кампањата на Трамп реагираше откако Невада, предводена од демократите, најави дека планира да испрати гласачки ливчиња до сите регистрирани гласачи. Но во Флорида, предводена од републиканците, председателот го охрабрува гласањето по пошта, велејќи дека актуелните и поранешни гувернери го прочистили државниот изборен систем, правејќи го безбеден и сигурен. Двајца гувернери направија одличен систем дури и во случај на гласање по пошта. Анкетите покажуваат дека повеќе американци сакаат да гласаат по пошта во ноември, но има подвојност околу тоа дали тоа е навистина сигурно. Поверојатно е демократите отколку републиканците да сакаат да гласаат по пошта. Зголемувањето на учеството на гласачите во некои држави би му помогнало на Бајден. Во други, како што е Флорида, се очекува корист да има Трамп. Кој да победи? Изборните аналитичари велат дека главниот предизвик ќе биде да се осигури двете партии да ги гледаат резултатите како кредибилни.
Изложба во Охрид открива 40 мозаици, направени од материјали од Охрид, но и донесени од странство. Уште поинтересно е што оваа изложба ја покренува свеста дека е важно да се носат маски за заштита од коронавирусот. Мики Трајковски има повеќе. Охрид ми е вечна и најголема инспирација за творење, вели охридскиот уметник Никола Упевче, кој сцена што го составал изминатата деценија во форма на мозаици го представи на самостојна изложба во куќата на Робевци. Голем број на негови дела се дел од приватни колекции и музеи низ светот, но 40 на дела можеа да се видат и во неговиот роден град. Сите мозаици се посебни и уникатни, како на пример оној каде е представен ликот на Мајката Божја. Па ова е, например, зад мене мозаик, прв своден мозаик кој изведен во Македонија. Секој има своја специфика, не можам да издвојам некој од, меѓутоа секој има своја носи своја приказна. Доколку ја посетите изложбата, ќе добиете малце повеќе информации за тоа како сум работел на откривањето и реставрацијата на 4 рајски реки кои се во позадината од базиликата на Плаошник. За секој дело вели дека посветува големо внимание. Открива дека на многу од нив работел и со години. Многу од материјалите со кои биле направени се локални, но има и такви кои се носени од надвор. Многу голем дел се некои мајдани кои ги имам во Македонија. Имаме голем број на нијанси. Меѓутоа голем дел од камењата ги носам исто од една многу исклучителна работилница за изработа на смалти. Тоа е едно специфично стакло кое се употребува во изработката на мозаик. Го има во Италија, а дел од мозаиците се изработени со лапис лазули. Тоа е еден специфичен камен кој е носен дури од Авганистан. На прашањето како ја доживува оваа изложба, Упевче вели: како многу еден момент кој ќе ги разбуди малце луѓето да се свестат за значењето на носењето на маски и заштитата од коронавирусот во кој се соочуваме денеска, и да продолжиме со еден оптимизам да гледаме на светот и да научиме да живееме со сите тие можности што ги имаме денес. Сепак, открива дека многу тешко успел да се прилагоди на ново настанатата состојба предизвикана од пандемијата, но продолжил да твори и успел да заврши дело на кое што работел последните 10 години. За Гласот на Америка од Охрид, Мики Трајковски. Кучињата водичи се верни придружници на слепите луѓе, но како овие кучиња се избираат и се тренираат, ќе видиме од прилогот кој следува. Тие се сакани придружници, а за слепите овие кучиња се вистински спас. Лори Бернсон го загубила видот пред 25 години, а кучето Капетан го има 1 година. So sweet and so devoted. Сладок е, посветен и ми предизвикува насмевка. Знаете, овие кучиња не се само вашите очи. Стануваат дел од вашето срце, од вашата душа, дел од вашето битие, зашто кога не се со вас, веднаш ја забележувате разликата. Многу кучиња водичи се одгледувани и тренирани овде, во Кучиња водичи на Америка, во близина на Лос Анџелес. Собствениците и кучињата се движат во тандем, чекор по чекор, избегнувајќи пречки, вклучително и автомобили. Доколку до нив се приближи автомобил и ја пробие нивната така наречена тампон зона од прилike од половина метар до 3, кучето се чувствува непријатно и запира. Најмногу има лабрадор ретривер, златен ретривер или мешавина заради нивниот темперамент. Овие кучиња можат да се движат на места каде за други кучиња нема пристап, на пример во авион или во воз. Кучето водич на Памела Мец Френклин е со неа веќе 4 години. Многу патуваме заедно, со него ми е многу полесно да патувам. Други кучиња помошници работат со ветерани, со хендикеп. Некои се тренирани од и им помагаат на затвореници. Тие нудат парочи, но и љубов и придружба. Дури во време на напредна технологија во служба на луѓето со посебни потреби, улогата на кучињата се шири. Вие го гледавте Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Гледајте не утре во истото време. Довидување.